го слушнав аплаузот, што значи дека е време да се појавам и да излезам овде пред мојата драга, ценета публика, вака како вистинска фраерка, мангупка, како велат, со рацете во джеп, меѓутоа бидејќи не е културно, ќе ги извадам. Ајде официјално добро вечер и добре дојдовте во најновото издание на Фидбек со Елена. Ни започна никако и жешкото топло лето, што значи дека ќе се дружиме и во овие топли жешки денови и дека едноставно ќе имаме супер теми, жешки гости, жешки теми и се она што треба да го задржи вашето внимание, меѓутоа не да ви стане топло-топло. Затоа ќе препорачам да си фатите една убава позиција. Ќе ви препорачам да си ја пуштите климата по дома, затоа што е навистина многу топло и едноставно да најдете една добра позиција како би изгледале и уште една епизода на Фидбек со Елена. За сите оние епизоди кои што се неизгледани, а сакате да ги гледате, бидејќи имаме навистина одличен избор на гости, можете да го направите тоа на YouTube каналот Фидбек со Елена, како и на Instagram профилот исто така именуван како Фидбек со Елена. Нема да должам многу, тука ни е брик, ќе слушаме добра музика, имам двајца супер гости, ќе видите за кого станува збор и се разбира, почнуваме за кратко. Да, мислам дека нема како да не погодите за кого станува збор, односно кој е мојот прв вечерашен гостин. Би рекла, тој е човек кој што никогаш не се плашал да каже што мислим, никогаш не се плашал да го изговори тоа јасно, гласно. Никако јас барем го доживувам како бунтовник во музиката, дали преку неговите песни, дали преку тоа начинот на кој што се изразува и сето тоа што го прави. Меѓутоа еден од нашите најдобри музичари, рапери, како да го кажеме, со брик сега пред да дојдеме овде баш го кажавме, беше некако во попот, како поп музичар во меѓу раперите и како најголем рапер меѓу оние што прават поп музика. Меѓутоа дали е тоа така, останува да видиме со него. Рапер, автор, шоумен, човек кој што има многу проекти зад себе, човек кој што има многу музички албуми зад себе, човек кој што има многу песни, има многу соработки и што се не. Едноставно му се радуваме на концертот кој што ќе биде на Билјанини извори во Охрид, меѓутоа за сето тоа и многу повеќе ќе зборуваме, се разбира, со Марко Маринковиќ или Слаткар. Слаткар, повеќе. Човек, не знам како да те најавам, од што има толку многу да се каже. Ши фала ти многу. Онака дури која слушав, викам да не е никој од моиве да не те потплатил, па нели ме фалиш, нели толку фала ти многу, многу ми е кеф што сум овде и нели баш се радувам вака што влагам на ствар кај што може да скречам. Каде што можеш да скречаш? А знаеш да скречаш? Не знам, ама знам да глумам дека знам. Добро, и тоа е нешто. И тоа е нешто, да. Одиме на почетокот со или прашање, да ве запознаеме така од малку поразличен агол, така да те спомнав, рап или поп? Па, види, рап или поп. Не знам, јас сум генерално за музика без жанр. Некако верувам дека тој рап, тој нели хип-хоп ми е као она прва нишка водилја за да влезам ја у цело ова, али секогаш сум било отворен према нели секоја музика, така да не би сакал жанровски. Да, да се ограничуваш во едно или друго. Студио или сцена? Леле, ама ти се тешки прашања. Ја мислев дека е полесно. Не. Некако да се фурам дека сум роден за на сцена, али не можам да издржам без студија. Да. Тука се оние проби. Маката е во студиото во суштина, ама нема мака која го сакаш тоа толку многу. Некад имаш нели мака и горе на сцена, особено ако немаш нели добар саунд или слично, али целата таа мака некако знае да летне ако нели го сакаш тоа многу. Се служува. Као нас. Кажи ми, импровизација или се на свое место и технички точно? Многу ти се тешки овие прашања. Како професор, кај? Да.
баш. И со пенкало, чеке петка ги ти ставаме. Се осеќам ко на испит. Импровизација веројатно е нешто што ме движи мене. Ја не сум некој, верувам дека сум голем професионалец, али сум станал ради тоа што знам да импровизирам. Тоа сакав да ти кажам. Не може да си добар професионалец ако не знаеш добро да импровизираш. Така да импровизацијата некако е за мене барем многу битна, посебно кај вас музичарите. Хит што го сака публиката или песна што тебе ти се свиѓа? Одиме он потешко на потешка. Така е. Порано бев за она поиште што ми се свиѓа мене, али сега од кога почна да ми се свиѓаат онака баш луѓето, генерално сваќам дека сум ја овде за нив. Мислам покрај тоа што сум за себе, тука сум за нив. Така да преби избрал некоја ствар што им се свиѓа. Што се свиѓа на публиката. Добро, мал клубски настап или голем концерт? Си двете имаат некоја своја, не знам, лепота. Знаеш како некад ќе имаш голем концерт, ама нема да има некоја енергија толку фина и убава ко еден мал, не знам, концертен клубски. Каде што фидбекот е подобар, така? Нормално. Така да, види, и тука сум и дајне. Значи... Добро, односно едното и другото си имаат своја убавина. Концерт на отворено или на затворено? Еве дека имам или сега концерт на 2 август на отворено, така да еве сега. Ќе го одбереме тој. Добро. Тупак или Еминем? Еминем. Добро. Гоце Саф или Тони Зен? Би го одбрал Тони Зен, дека Тони Зен ми е као пријател, знаеш, некако сме нели музички блиски, али Гоце Саф е условно кажано таткото на рапот. Добро. Сладкаристика или Марко Маринковиќ? Па тоа е едно исто. Така да не можам и за ова, види какви прашања. Види, затоа што сладкаристика си на сцена. За некого е алтер его, ама јас сум истиот и на сцена и овде и дома и сега. Така да не треба уопште да глумам нигде. Супер, I like it. Ајвар или Нутела? Ајвар. Значи повеќе си посолена храна, не поблага. Па не, сакам некако поише сум по тоа што е мое. Некако ајвар го осеќам ко нешто наше. Нутелава е, мислам, онака, не знам ни чива е да ти кажам. Веројатно, ја да се викам вајда Луиджи ке кажам. Ке се сијаше повеќе Нутела. Така да ја сум за ајвар. Кажи да или лузар? Кажи да или? Лузар. Кажи да. Кажи да, добро. Сладкаристика будало или што сакаш да бидеш кога ќе пораснеш? Односно првиот или последниот? Или предпоследниот. Или предпоследниот, така. Сладкаристика будало ми е онака ко прв соло албум, така да би го избрал тој. Добро, лето или зима? Лето. Јас сум роден у август, така да сум летно дете. Ти си летно дете, добро. Срце или разум? Разумно срце. Ако може да постои некоја така. Омилен твој концерт? Омилен мој концерт? Да. Следниот. Браво. Види, ми дошол и подготвен ми дошол за одговорите. Не, уопште не. Јас стварно мислам дека секој нареден е све болje. Се подобар и подобар, така е. А омилен концерт на кој што си присуствувал? На некој бенд, пејач, извидувач? Кој ти тикнува? Омилен концерт. Не сум бил на концерт многу време. Мислам, сум бил, ама но вие што се мои, нели, што не можам да ги гледам. Омилен концерт на кој сум бил, задњо добро што беше 50 Cent у Скопје пред 15 години. Тоа е нешто многу добро, баш онака, мислам 50 го сакам. Го сакам Еминем многу и ради Еминем дека 50 е нели дете на Еминем и го сакам и него. Супер, Слаткар се гледаме на позиција.
Искрено би сакала да знам да рапувам како нив, би сакала да знам така да пеам, еве така ќе се понашам и така натаму, меѓутоа нормално не ме личи мене тоа, туку ги личи луѓето кои што денеска се мои денешни гости. Мој втори вечерашен гостин е гласот на новата генерација. Би рекла дечко кој што направи растор во буквална смисла на зборот. Некои го вметнуваат како трап, некои како поп, јас би рекла помеѓу трап и поп музиката или артисти со милионски прегледи. Човек кој што има многу соработки како со наши музички ѕвезди, меѓутоа и со музички звезди во регионот, слушан не само во Македонија, туку и надвор од Македонија. Успехот за него мислам дека допрва почнува и тоа некако во многу голема нагорна линија, така да верувам дека ќе успее во тоа што тргнал да го прави, а го прави на вистинскиот начин. Дами и господа, Христијан Настевски Пајак. Hello! Супер. Вие добри сте? Добро, не мора на вие, те молам, ти дозволувам на ти. Важи, знам дека сум многу повозрасна од тебе, меѓутоа драго ми е кога имаме вака млади генерации кои што и како знаат да работат. Фала ви и за прекрасната најава. Таман работа. И сега ќе те прашав трап или рап и која е разликата меѓу едното и другото? Па трап е малце поново време, тоа дојде во игра пред короната и остана тоаш. Рапот постои. Да, стандард. Кај сега трапот е некаков модерен рап, да кажеме, помелодичен. И попевлив. И попевлив, па да, тоа е. Баш така. Македонија или регионална сцена? Македонија. Нели најубаво е да си успееш долу? Најдобро е долу. Се служувам. Повеќе имаш ноќна инспирација или си пак си со утрински како да го кажам тоа, со утринска продуктивност? Па се дешава некојаш и утринска, ама тоа е ретко. Многу ретко, 1%. Или да се спои ноќното со утринско повеќе. Да, така, да. Мислам дека тоа повеќе држи во. Иначе најмногу работиме навечер. Не знам зашто, можда така е најдобро, можда не, ама кај мене така имам најдобар фидбек. Одлично. Кај тебе исто голем фестивал или интимен клубски настап? Јас уште немам имано голем фестивал, ама планирам да имам голем фестивал, така да не знам како е тоа. Ти ќе бидеш гостин сега на... Јас сум гостин кај Марче, да. Добре. На 2 август дојдете во Охрид. Така е, обавезно ќе ги повикаме, тука нема мрдање. TikTok или YouTube? YouTube. Добро. Дует или соло песна? Со оглед на тоа дека имаш многу дуети. Па имам многу дуети, да. Не знам, знаете, како кога ќе направам песна, он ме осеќам дали е дует или е соло. И со кого би ја правил можел да ја направиш песната. Ама ево би одбрала и да е дует, ајде нека е. Добро, дует нека е. Слава или приватност? Па... Едното и другото. Знам дека е обично така, ама сега си славен, веќе нема мрдање. Па нема веќе приватност. Така е. Тревис Скот или Дрейк? Тревис. Добра. Добро прашање. Бела или допамин? Бела. Морам Бела, реално. Бела, да, некако таа те воздигна во... Бела ми направи еден пресврт во животот што ми значи многу и тука сум ради таа песна, реално. Така да морам нејза да одберам. Добро. Стариот скул хип-хоп или новиот трап? Јас до денеска го слушам стариот. Добро. Ретко кога слушам. Искрено и мене повеќе ми се доаѓа, некако повеќе си го сакам. Некако повеќе ме вози онака некако. Па да, реално све тоа се правило најмногу музика и реално све што излегува денеска е инспирирано од таа музика, така да се повторува. Се сложува. Умилен дел од Скопје? Умилен дел од Скопје? Тешко прашање. Каде живееш во Скопје? Па не сме охриѓани веќе. Само кажи нешто, да видиш ти. Добро, ајде, Скопје или Охрид? Охрид, а иначе умилен не. Се зезам, ево, моментално сум Козле,
прекрасно ми е Козлина, че сум бил и Кисела вода, и Ново Лисиче сум живеел, и Радишани сум живеел. Да го прашав, Марко Ново Лисиче, ќе кажеш 100% тука нема. Роден е, таму е цел живот. Но сепак би го одбрал Охрид, реално. Добро, омилен твој настап? Омилен мој настап, првиот настап. Добро, и омилен концерт или настап на кој што си присуствувал? Кај колеги мои? Кај колеги твои на друг? Не можам да ги одвојам се вака, пошто сите ми се драги и мили, да не се налјути некој. Знам. Добро, од странски диџеј па јас, артисти, може би. На странски не сум многу биден сум само во околинава балканска. Кај нас, добро. На Дино Мерлин, ево има го издвојам. Добро, супер. Еден прекрасен момент во животот. Да. И тој во Скопје имаше тој, ми се чини дека и 2 концерта да не имаше преполни сали. Мислам дека да. Така беше. Супер. Се гледаме па. Фала. Good evening, ladies and gentlemen. How's everybody doing tonight? I'd like to welcome to the stage the lyrically acclaimed. I like this young man because when he came Добре. Кај ти текнал. Одлично, мислам дека вечерва ќе се слуша ваква музика што воопшто не ни е на одмет, заради тоа што сите уживаме во истата. Се префрливме некако од оваа страна на студиото, па ќе им кажам и на Христијан и на Марко, односно на Пајак и на Слаткар, не знам како да ве викам, по име или по надимак, или како ќе ви дојде. Добро. Уште еднаш здраво и многу ми е кејф што сте овде. Здраво, уште еднаш и фала ти на прекрасната покана. Ептин ми е драго. Некако секогаш на почеток ми се поставува прашањето, неопходно ми е како стартувавте и како дојдовте до ова што сте денес, односно како ви се разви целата страст и љубов кон музиката? Па, види, како веројатно тоа е у секој, не знам, мало нели дете која расте и секој од нас сигурно му се јавува од она најрана нели возраст. Тоа се оние, не знам, детски ствари, детски, не знам, тако речи златна слава, веќе вајда прв пат нас ни влегло уши и нели дома виделе дека тоа не влече и сигурно е тоа, нели тоа е нешто што не може да ти го наметне никој. Така да од која знам за себе, знам дека сакам нели музика и сакам да уживам. Да, реално тоа е една прекрасна енергија што има секој дете, знаете она кога ќе опрашате мало дете што сакаш да пораснеш. Мислам што сакаш да бидеш кога ќе пораснеш. Сите мечтаеме за нешто во животот и сите сакаме да... И сакам да сум пејач, така? Па, јас се сеќавам порано со астронавт. четка за коса, со некои такви, мислам, не станав пејачка, меѓутоа сум врзана со музиката на сите можни начини. Да, и пак си врзана пак за нели сцена, камера и слично. Така. Пак си тука, заедно сме, тука сме. Добро, некојаш ќе ме испланирате за некој вокал позадина, зошто да не? Ама ни фалат увек, ни фалат, како се вика, женски, нели, вокали, така да не е на одмен. Баш. Ќе пробате прво, ќе видите како, дали се допаѓа гласот или не. Ма ќе ни се допаѓа. Што би биле кога не би било ова што сте денес? Дали имате некоја друга професија на ум? Па ќе кажи ти, па јас да кажам. Ајде. Па ја мислам дека ние немавме, не верувам да сме имале опции други. Мислам би биле нешто што би морале, али не би биле ништо друго што би сакале. Некој доктор или некој професор. Шанкер. Мислам секоја работа си е работа, нема тука срамота како и да е. Кога ќе мораш. Иначе ние сме одбрале да постанеме ова и се трудиме да останеме. Апсолутно и супер, на одличен пат сте, мислам, Слаткар е веќе долго години, баш зборнавме околу 20 години веќе кариера, што не е малку, да бидеме реални. Па ја, кога не се појави ти, всушност, колку години веќе си на сцена? Јас сум веќе, па на 6 години на сцена. Бра, па добро, тоа воопшто не е малку. Дали Бела беше првата песна која што те изфрли, или претходно имаше? Бела беше најголемиот хит, всушност. Да. Така беше. Преку неа ме дознаја сите, иначе
пред тоа прва песна ми е Hellboy. Така беше, Па после тоа имам уште да речеме 6 или 7, па Бела. Да. А каде сега вие двајца? Сакам спојкава да ја чујам како се случи. Па не знам, вајда имаме генерално слична нели животна приказна, имаме сакаме иста нели музика. Ја увек сум бил меѓу нели првите која ќе видам дека нешто е не знам добро, дека нешто може да сија, увек сум бил овде. Нели тоа да мислам да навлезам у целата таа ствар. Ја прв пат му ја чув, мислам дека Мама. Имаше една ствар, му се викаше Мама. И таа ствар не имаше ни спот, туку ја чув нели ја на YouTube. И одма викам, значи ова дете е златно, бичко. Не знам дали смеам да псујам. Извини. Ќе направиме бип. Да. Ќе направиме бип. Така да прв пат кога го чув, имаше една ствар кај што не имаше спот и некако осетив дека е различен од сите, а тоа е првиот услов да си ти добар, барем у нашата не знам музика, да си различен од сите, да не личиш на никој, нели, да земеш од секого школо, не знам, и еден вид како се вика правец, али да не личиш на никој. И така да ја не го знаев лично, туку на Инстаграм оно, и не знам, после тоа помина време и он секоја нели година беше све боле и боле, а јас стоев од страна и му се дивев нормално. Дека и јас сум бил некој, не знам, нели мало нели дете младо, што нели доаѓа и така да многу ме потсекаше на мене. Не стилски, туку онака. Приказната. Да, така да се заљубив на Кец, на прва. И од тогаш сум тука за него и он за мене. Ретко кој мора да признам Златкар и воедно да ти кажам браво за тоа, затоа што многу ретко има музичари, посебно од повозрасната сега генерација. Ти не си стар, него си повозрасен од него. Во насока на да се даде поддршка каде што треба, знаеш, да се пофали некој кога треба. Па тоа се нереализирани генерално. Реализиран човек дава реализиран артист. А не сопки да ти направи па да не можеш да продолжиш. И ко сум почнувал и со музика, се сум го слушал и него уште од мали години и ми бил еден идол. Така е, верувам. Во животот, сите песни му ги знам на памет. Ќе те проверам. Особено оние кај што не Марко се ќе го провериме. И знаете како за некој млад кој ќе почнува се биди да се бави со ваква работа или било која работа, доволно е да биде виден. А посебно поддршката од вакви луѓе и вакви музичари. Тоа ми прави муавет. И му дава една голема мотивација само да иде напред. Да не застанува. А Марче тука на сценава во последно ние код татко сите не чуват, не гледат тука ние. Срце, па некако, знаеш како јас како или не знам директно или индиректно јас сум влијал на сите тие, мислам не можам да кажам дека се деца, дека тоа се више момци, више се големи, нели реализирани големи артисти се више не знам условно кажано тие деца прават деца. Али ја некако сум им влијал на сите и верувам дека е тој правилен начин е секој да се грижи особено за тие што се нели условно кажано помлади од не знам. Ја би искрен да сум, мене не сум се грижал многу за тие што се нели постари од мене. Никако сум мислел дека на тие не им треба ништо. Трасирале патот, така. Ама верувам дека на тие што се помлади секогаш им не знам, треба еден вид на не знам потврда дека се на прав пат, дека се добри, ако нешто нели згусти, нели да се подаде рака,
верувам дека е таа енергија што не знам треба да се реплицира и треба да се земе као пример и ја верувам дека сите они утре ќе имаат отворени раце према новите, нели, како се вика, деца и артисти што следат, така да можеби пред нас имало друга, нели, пракса, али мислам дека после нас ќе се смени таа, нели, пракса и ќе сме боле сите. Верувам. Ми се намитнува некако прашањето, убаво го почна тоа, како да се остане автентичен во денешно време, со оглед на тоа дека имаме наезда да бидеме реални сега и на музичари, на TikTok музичари, јас така ги нарекувам, или на оние инстант музичари и слично. Дали вредноста на музичарот се, за жал, ке кажам, веќе се мери според гледаноста, според прегледите, според лајковите, според кликбајтс или како и да се викаат и така натаму. Колку е тешко да се остане автентичен во денешно време? Со цел овој маркетинг, со сите овие социјални мрежи и така натаму. Па, види, социјалните мрежи ние ги користиме само да допреме до нашата публика. Реално, а на публиката е да препознае што вие давате вклучен. Да, реално и не знам, Мрче, шо ви додал за ова нешто? Види, ја верувам дека таа гледаност е фино мерило. Добро. Ама не верувам дека е онака пресудно. Да, јас се славам. Мислам, нели важно е многу да имаш ти нешто што ќе го нели видат многу нели луѓе и слично. Али верувам дека е едно од не знам уште 5 или не знам 10 битни нели ствари за да се создаде едно цело, знаеш, она вика цело кое се има се, значи не е се, туку е дел од тоа се, така да верувам дека е битно, не треба да се нели да се фрла на страна, али не смееме некако, знаеш како, или па вие не смеете да ви е најбитен тој рейтинг. Чекај сега да видим тој рейтинг. Ако ми веруваш, никогаш не битно е. Ама не е најбитно. Ама не можеш да се претвориш ти у нешто што не си за тој рейтинг. Точно, сакам да кажам. Слично е кон нашава. Точно. Или имало случаеви каде што ќе видиш на социјални мрежи, леле, ово или ова, небитно, или бенд, нека е растураат човек. Кога ќе ги слушнеш во живо, си викаш не, ова не е тоа. Сакам да кажам, има ситуации каде што се продукцијата, онаа шминка што викаме и слично, знаат да го замаскираат тој дел. Затоа сметам дека вистински музичар, дека вистински артист е тој кој што знае на сцена да биде, да ја окупира публиката, а вие и двајцата го имате тоа. Што е многу важно. Веројатно е тоа некоја судбина, некоја нели мисија. Знаеш како, нас не условно нели кажано, ние кога сме биле нели многу помлади, не сме имале шанса да го нели кажеме тоа што сме го имале од глава и некако Господ кода ни ја наметал самата музика да можеме ние тука да летаме. Знаеш, така да. Много добро кажувам. Веројатно е нешто што е судено. Така да, главно, не знам, тоа е тоа. Нека ти и не можеш ни сам да ги избереш ти стварите. Стварите те бираат тебе. Тоест, самата музика, мислам дека не има избрано нас. Така да верувам дека ние сме автентични сами по себе. Мислам, нашата нели појава. Јас морам ова на публиката да го кажам, бидејќи не може да знаат што се случува зад камерите. Меѓутоа се едни од ретките гости каде што цела телевизија се спушти овде за да се фотографира со нив, за да едноставно, не знам, такви сте, ја имате таа звезда, значи имало, сега, звезди што доаѓале овде, меѓутоа, не е важно, меѓутоа, вие двајца, браво. Фала ви. Тоа е тоа што сакам да ви го кажам. Фала им на сите, што се горди на тоа што го имаат дома. И сега, што е тоа што ние како публика, како консументи на вашата музика, не го гледаме, а вие го знаете и е многу тешко.
Многу често кога зборуваме за музиката, зборуваме за ова е супер, добра песна направи. Секогаш ги вадиме убавите работи на површина. Меѓутоа што е она позадинското што вас ви е лично мачно, може би е некаков страв, може би е мака, може би е не знам што, ние не го знаеме, а вие го доживувате. Пас тео ќе оземам самиот процес на правење таму, кога се музика не е... Види, секоја работа си има своја тежина и вашата е тешка, нашата е тешка, секоја си има својата тежина, ама целиот тој процес на креирање на таа музика не е толку едноставен кој што го представуваме ние. Чекај, не е добро, Па да, некои работи се преснимуваат, па дали е точен текстот, дали треба така да иде, па дали е добар овој дел, знаете малце и што повеќе ќе музика ваѓаш и пример што подобри песни вадиш, едно време застанеш и си кажеш чекај дали е ова добро, пример. Да. Малце почваш и да сумљаш во самиот себе, што е сосема нормално, пошто ваму си извадил добри песни, не сака се следните ти се полоши од другите, мора само да идеш да се надградуваш. Да. Цел процес е... Има ли никакви стравови, не знам, на сцена кога ќе се излезе? Да не се спее добро, да не се... Не знам како ќе реагира публиката. Кој е вашиот најголем страв? Марко? Немаш страв од типот на страв, се страв дека дека ние сега ќе се бутнеме у ќош. Ние не знам сме надминнале онакви стравови што не можеш да замислиш. Така е. Па сега за ова дали не знам стварта ќе ми е хит или не. Ама секоја нели песна која ќе ја извадиш ти е толку битна и се плашиш дали е таа ствар нели точна, дали ќе им се свиѓа, дали ова, значи тоа е еден константен стрес. Секој идење у студио, значи мене многу често ми се дешава да отидам и викам имам една идеја многу добра, влагам, снимам и викам леле катастрофа. Леле не, тоа така. Сега нешто друго. Да, снимаме и двајцата кај Иван. Иван е пример многу рамно нели душен. Он не може да се израдува нешто многу. Наместо да ви каже леле туба. Ама по он е многу нели корисен за да не излудиш си, да мислиш дека кој знае што имаш. Така и треба, мислам. Да, и кога ќе го нели прашаме, абе што мислиш за ова што го снимивме и она онака ладно. Океј. Знаеш, онака, и сега ти не знаеш што имаш. А вие што очекувавте да бе? Многу често, знаеш, како ти ќе се вратиш, нели, дома од студио и викаш, леле, ова не искочи добро, па ќе извадиш некоја ствар, па таа, не знам, нема одзив кој што си замислил ти. Па, знаеш како, ја мислам дека за секоја победа се онака потребни едно 20 порази. Онака види. Значи ти 20 пути треба да се разочараш, заеднаш да се насмееш. Веројатно е тоа најнели тешкиот дел од нашата работа, дали е тоа за аудио која вадиме, која имаме настапи, која имаме концерти, која имаме не знам вакви интервјуа, сега ја си имам глава, чекај сакав да кажам вака, ама не кажам вака, леле како глупост кажам, па ќе ја мислам цел ден и слично. Само тоа со самите години, нели, како си, нели, условно кажано, позрел, нека го чистиш, нели, пораз. Како реагирате на негативните коментари кои што стигаат до вас, ако ги има воопшто? Имуни ли сте веќе? Научивте ли некако да си создадете некаков одбранбен механизам или... Јас искрено не ги читам. Паметно? Реално не може да ме допре тоа во самиот процес. И тоа за таква млада личност како тебе е супер. Да, ние кога бевме помлади бевме знаете како ова напишале или било како. Живееме во такво време кај што секој сака да суди. А мислам дека не сме дојдени овде да судиме. Ние има кој да ни суди. Така се служува. Така да овде само постоиме, уживаме, креираме работи. Живееме, а потоа има кој да ни суди. Тој што не знае да го препознае убавото или ако не знаеш да кажеш нешто убаво и конструктивно, видете да не бегаме и од негативните критики. Ја не викам не. Меѓутоа,
Ако тоа доаѓа од човек кој што го разбира тоа, не е тоа критика. Тоа е злост. Некој сака да ти стори зло. Едини начин е да не влезеш у тие коментари. Значи гледаш само условно кажано те занима колку е тоа гледано и нели тука застанува све. А ако влезеш и сега очо имаме толку што се сипа зло нели по нашиве мрежи, ти не можеш нели да прочиташ ни она некоја кој ти каже браво, тера и така, знаеш. Така да гледаш да некако не читаш, гледаш некако да не знам, да се фокусираш на тоа што е битно. Нека ти е лошо да се фокусираш и на тоа браво. Не знам како, знаеш како, треба да има 10 луѓе ќе ти нели напишат дека си цар, и ти стварно ќе помислиш дека си цар. Знаеш, така да и ти тоа не е нешто многу здраво. Така да многу е подобро да човек е не знам насочен на тоа што е битно. Тоа е самата музика, самата уметност и самиот израз. Така, ќе направиме една мала кратка пауза со твојата песна Слаткари во комбинација со Калиопи. Па ќе се вратиме, ќе зборнеме малку за концертот и за идните проекти, може? Може. Ајде рече. И ослободи ме, се дуроване време не помине. Води ме и ослободи ме од ланциве што храброст ми заробиле. Мора да се прекине со подолби, доаѓа време на помени, само сложни браќа, градат го ги големи. Дал на комшија ти дете би му доверил, ма у исти влез сте родени. Јас сум роден, да бидам голем, 100 пати да паднам за да стигнам горе. Море, нели имавме исти соништа, клубата да ја замениме со удобна столица. Улицата ни беше школа, 2 прста убис ми тичер, големиот графито мало, the big picture. Нас одамна ни е јасно, зашто го апсат нашиот Пикасо. Извини, но somno да ти го брзат со лисици, мали биди ходини, најди начини и скини ги. Ја не сум талентиран, јас сум обседна, едино така луѓе стигаме до победа. Води ме и ослободи ме, се дуроване време не Бре, што се убави, што убава песна, ама повторно ќе кажам, убаво е во студиото и никако вака ни лета времето кога имаме супер гости, кога имаме супер муабет. Време е Брик да постави некое прашање. Брик, повели, гостите се твои. Здраво, дечки. Вака сега. Еј, нема да им кажеш јо, дечки, ти вака како рапер. Здраво. Не сум бил јас минкер никој. Сега сме дома, да сме во Њујорк, ќе биде WhatsApp man. Верувам дека музиката го гради човекот во текот на животот, барем јас така мислам. Вас што ве изгради, што ви помогна да се изградите како артисти и дали идете некогаш во други правци и дали ви помагаат тие правци во креативноста, например, во делот на правење музика? Сигурно. Знаеш како викаат, слушај, никогаш да не слушаш исти жан на музика како самата музика што ја правиш, ако сакаш да звучиш аутентично, нели? Така да е добро да се инспирираш од некој различен жан, тоест да не се инспирираш од рап. Ако сакаш да составиш, не знам, аутентичен и нели уникатен рап стил, така да има нели смисла тоа. Така да мислам дека и он ќе се согласи. Да, па да, ако си само ограничен на едно тоа, па тоа ќе заглавиш во... Мора да слушаш различна музика. Така. Има рапери што слушаат метал, например. Така е, и они прават некој стил комбинација нешто што е различен од сите нели други. Тоа е тоа. Значи мислам дека на не знам Доктор Дре омилен бенд му е Нирвана. Така да ти тоа не можеш да го врзеш никако. Да, баш така. Добро, нема како да не го споминеме концертот кој што ќе биде на 2 август на Билјанин и Извори во Охрид.
до кај сте со подготовките, кога ќе движите на кај Охрид, кои се гостува во кратки црти, сакаме да слушнеме за концертот. Он е иначе од Охрид, така да нема он што да тргнува на кај Охрид. Ти ќе си бидеш таму. Он си е дома. Он си е нели дома, он ми е на репрезент за Охрид. Така да он си е дома, ние ќе треба нели да така се вика тргаме, се спремаме, тоа ќе биде многу фина и убава ствар. На Илинден, значи имаме баш онака вистински музички празник. Самиот концерт е насловен Сладкаристика and Friends. Ќе видат сите мои блиски луѓе и артисти нели тамо ќе се Калиопи, Цоби, Криско, Пајак, Дупер, Тајзи, Зибом, Диджеј Че, да не изумив некој дека сме толку многу. Пајак. Не кажав, само ќе имаме стварно еден нели македонски музички празник за Илинден баш. И верувам дека ова ќе нели до сега нај нели голем македонски концерт во историја на град Охрид. Ние сме се ширеле до антички театари слично. Ова ни е некако, знаеш, како чекор и као пример дека треба секој 2 август да има нели концерт на некој нели наш артист. Одлично, јас искрено ви се радувам. Ке спектакл, значи и ќе пробаме да ги споиме Охриѓани Скопје. Охриѓани Скопје, иако сме малку на ратна нога, нели? Не сме. Ќе пробаме да Скопјаниччана го речат, еве ги дојдоа. Секого и секаде. До 77, значи секој може да е, може нели дојде. Ќе имаме секаков тип на нели музика за сите нели генерации. Стварно сакаме да направиме нешто што. Верувам дека ќе биде супер, искрено се радувам, особено што и даваме предност никако на македонската музика, што е многу важно. Што е многу важно, затоа што говорите, еве, и Рита Ора ќе биде и не знам кој во тие неколку денови таму. Меѓутоа, сепак, македонската музика и македонската сцена ме радува што знае да наполни и големи концерти, и големи стадиони, и... Само напред, дечки. Значи, на 2 август сите во Охрид. На 2 август сите во Охрид. Само на кратко, имаме нова албум. Нов албум? 2000 некоја. 2000 некоја, да. 2000 некоја и кога го издате? Тоа е сега. Таза, fresh from the oven. 5-6 дена. Сега прошла ексклузивно го имаме, значи. Да. Одлично. Ќе ја слушнеме која numera од албумот, знам дека и на Сладкар многу му се допадна. Мојата омилена и на Марче, Биди ми добра. Биди ми добра, ја слушаме. Сел сам, а ти негде со друг, ми прави друштво само темна зова. Се мене целиот свет, но скрши ова срце на пола. Ништо не прашувам, ништо не кажувај, во тие очи гледам. Што си посакала, тоа си добила, дали си среќна сега? Можда сум јас, можда сум крив, што место љубов сега водиме војна. Можда без нас ќе пронајдам мир, памти ме подобро и ти биди ми добра. Можда сум јас, можда сум крив, што место љубов сега водиме војна. Можда без нас ќе пронајдам мир, памти ме подобро и ти биди ми добра. Мали се шансите да се вратиме и да биде секој што некад било. Прати ги знаците, меѓу врати две, сама стоиш на прагот од моја живот. Ти си зло, сега туѓа си, го носиш дождот, кога тука си. Од овој отров, од љубов пијани, чекам да ме бараш, а ти викам збогом љубави. И да сме назад во студиото, што значи дека за жал, ке кажам, дојдовме до последното прашање, односно на прашање по кое што ми се вика емисијата, тоа е фидбек. Па би сакала да ве прашам и двајцата. Кој е фидбекот од тоа што сте и од тоа што го работите?
Младите, помладите имаат овој пат предност. Нормално. Ајде. Фидбек е самата енергија со сите тие деца, сите тие луѓе, позитивната енергија и реално уживаме во тоа што го правиме и ќе го правиме така. И ние како артисти сакаме да шириме само позитивна енергија, да ги учиме на младите што е добро, што е лошо. Мислам, ние може само да кажеме, се дали ќе не слушаат, тоа е... Добро, вашата порака е важно пуштана. Да имаме некоја Дали некој ќе ја прифати или не? порака и најбитно да имаме некоја си цел во животот. Друго што, не знам, Марче. Ја можам да кажам за мене лично дека сега баш у оваа нели фаза во мојата кариера ме радува фидбекот, мислам ме радува тоа што ќе видам дека сите тие златни, убави, паметни деца што ме слушале, сега се големи автори, големи луѓе, големи доктори, големи, не знам, наставници, сите се големи во својата сфера, не знам, големи водители, знаеш, се радувам ја примера од тоа како, не знам, условно кажано, моето семе произвело еден вид на толку добри и плодни, убави и овакво перспективни генерации. Така да јас сега у оваа фаза се радувам највише на тоа. Иначе односот со луѓето е нормално. Мислам, кога добиваш љубов од луѓето, тоа не може, мислам, да се Така, реакциите, насмевките, аплаузот, сето тоа не може да се купи. Ниедни пари на светот не може да го купи. Се служувам. Јас секогаш се одјавувам ваму, можеш дори како сакаш ти да си седнеш на фотилјата. Прво вака да ме гушна. Ајде од кај почнам, фала ми многу дечки. Фала ви. Искрено ме се израдував што дојдовте, што одвоивте време. Еве вака ме фативме пред летниот период, пред да ни фатите на Охрид или било каде. Охрид, добро, Охрид да бидете уште еднаш 2 август. Од колку часот почнува? 20 или 27? 20, значи отворено е за сите, значи буквално, значи може да дојде и мало дете, може да дојде и стар дедо, стара баба, не знам, така да сите Агна се речете од 7 до 77. Готово. Дечки, секоја чест. Продолжете, keep up the good job или продолжете со добрата работа. Не знам, Брик, нешто за крај? Само да им посакаме. Одете сите на концерти и слушајте го албумот на Паја. Да, знае како да е. Не одјави најак. Тоа е тоа. Добро, овде кажуваме чао, имајте прекрасна вечер, се гледаме повторно сабота 19:30. Не, вака ше. Па може вака, нека вака. Вака. Секој како сака. Секој, да.